Пролетното сонце одамна го крена снежниот покрив од плеќите на кожу. Во неговите маховинести пазови одново се раѓа живот. Пролетта секое соштество на земјава го исполнува со нови чувства, стремежи и желби. И столетните буки, кои можеби одвај устојале на снежните виулици, и кратковечните разнобојни цупчиња, и птичките, и стадото, и овчарот Стојан, што преку звуците на свиралата ги испраќа своите чувства во селото до својата девојка, и сите. Еве, и режачиве се среќни што во сончев ден се режат афионовите шишарки. Стојна и Митре нееднаш заедно режеле афионови шишарки. Тие многу пати биле заедно, но никогаш вака кришум не се погледнувале. И не само погледнувале. Денес тие се чувствуваат толку блиски еден на друг, но во исто време и толку трепетно далеки. Стојна е девојка, нејзиниот срам е поголем, и затоа нека и биде простено. Има време, може би уште денеска, на веселбата сред село, ќе бидат пак така близу еден до друг. Но и овде старите предвиделе и спречиле една опасност. Место рака за рака да се фаќаат во орото, тие измислиле шамивче да им ги разделува рацете. Тоа се разбира не е голема пречка за оние кои што веќе однапред се бендиселе. Само поарно е да не ги види некоја од жениве што вака на прв поглед мирно го наблюдуваат орото. Срамот? Кој знае? Може би е навистина голем. Но Митра и Стојна пресретни во својата уште неискажана љубов и не мислат на тоа. И еве, во згоден момент, шамивчето го снемува во нивните раце. Традициите на селото, така љубоморно и строго чувани од старите, се прекршени. Уште вечерва, или најдоцно утре, сето село ќе зборува и ќе се гнаси од ова безсрамие. Но честопати, оние што најмногу зборуваат, ако сакаат, можат и да ја исправат работата. Па така стана и во овој случај. Баба Велика самата се понуди да оди на водачика кај родителите на Стојна и да ја нареди работата. Миравчани велат дека по наводаџиство и нема равна во селото.
тешки мисли го измъчуваат неговото сърце. Дали ќе успее старицата велика? Дали родителите ќе ја дадат стојна? Но изгледа дека е се во ред. Треба да се праша и стојна. Но ние го знаеме веќе нејзиниот одговор. Ден по ден измина и пролетта и летото. Дојде зима. Во долгите зимски ноќи другарките настојна и помагаат побрго да го приготви чеизот и даровите, зашто денот на свадбата се ближи. И пак пролет. Со замесокот започнува и свадбата. Калинковото гранче, тоа е символ на младост и здравје. Три дена по замесокот, зурлите ја објавуваат свадбата. Се очекува зетот. Тој во овој момент го извршува скоро најважниот чин пред стапувањето во брак. Сите ние во своите млади години малку или повеќе сме грешеле спрема своите родители, а пак тие во својата лутина и не сакајќи можеби го проколнале своето чедо. Затоа прошка на грешките сторени во татковиот дом. А потоа со чиста совест кон кумот и невестата. За тоа време во куќата на Стојна во најголемо расположение се очекуваат зетот и сватовите. Побратимите на Стојна неќат да го пуштат Митрата во дворот. Тој прво треба со пари да ја откупи невестата и дури тогаш ќе може да влезе во дворот, но не и во куќата.
Додека сватовите се честат, а побратимите на Митрета го прибираат чеизот на стојна, дотогаш во една од собите посестрините ја спремаат невестата. Последен ден во татковиот дом. Уште неколку часа и ќе ја пречека друга мајка и друг татко. Зар ова не е најважниот ден во незиниот живот? Се мажи, се разделува од своите родители, го остава својот дом, а во него се родила, пораснала, се играела низ овој двор и мечтаела. Мечтаела за овој ден, и еве го, тој е веќе овде. За мајка му на Митрета, денешниот ден е најсреќниот ден во низиниот живот. Жени. Колку тоа чудно извучи. И се чини дека до вчера го носела Митрета на раце, а денес таа е веќе свекрва. Колку неосетно изминаа годините. Свекорот, тој на прагот од куќата ја пречекува невестата. Стојна му е така мила, зашто таа и синот негов на стари години ќе му даруваат радост. Внатре, пред сета блиска роднина, невестата треба да покаже дали ќе знае да го храни добитокот. Потоа свекрвата ја укажува дека од денеска натаму има свое огниште, што значи свој дом, и каде и да оди, ќе треба пак во него да се врати.
ги оставиме. Нека се радуваат на својата среќа. Ние, со старицата Велика, од се срце им пожелуваме се најарно во нивниот брак.